Точно е 18 часот и 54 минути и време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Стефан Андоновски, меѓународен секретар на ВМРО ДПМН и член на Советот во град Скопје. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видеолинкот и звучниот сигнал. Се гледаме, верувам и се слушаме. Ако е така, господине Андоновски, добро ви утро и добро ни дојдовте повторно на Македонски корен. Добро вечер, се надевам дека се слушаме и огромен поздрав до вас, до вашите гледачи и слушатели и се надевам дека ќе имаме еден убав разговор како и минатиот пат и да расчистиме или да разјасниме некои работи на вашите слушатели и гледачи. Одлично. Токму така, добро ви утро и од мене, господине Доновски. Ви благодариме што прифативте поканава за денес. Пред се, заедно со бити да ви ја честитаме новата функција. А како што вие напомнавте, дека се надеваме дека и денес ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што се со нас во овие моменти и оние кои што покасно ќе не слушаат и гледаат. Токму и со тоа ќе почнеме. Благодарам, многу голем поздрав и се надам на убава дискусија. Господине Андоновски, за почеток на нашиот разговор, ќе сакате ли да ни кажете која е улогата на меѓународниот секретар и од какво значење е постоење на една ваква функција, особено во време какво што се наоѓа светот денес и еве и од мене секако честитки за функцијата. Да, благодарам. Оваа функција во ВМРО ДПМН е традиционална, постои уште од формирањето на партијата во 90-тите години. Денес навршуваат 18 години од трагичното загинување на поранешниот претседател Борис Трајковски, кој исто така своевремено бил на оваа функција за секретар, за тогаш се нарекувале надворешно политички работи. Тешко време, навистина, можеби само 2-3 недели по моето назначување, сериозни турбуленции се случуваат во Европа, на кои што никој не може да биде среќен и никој не може да се радува кога повторно на еден континент кој што мислевме дека заборавил што значи тоа војна, го чувствуваме мирисот на барутот. И навистина не го кажувам ова само политички, туку го кажувам и како човек дека искрено не очекував дека во третата деценија веќе на 21 век ние повторно ќе зборуваме за војни кои поттикнуваат национализам, за одвојување на држави, за напад од една држава на друга. Тоа е една тешка, комплексна ситуација, но ние како партија задачата ми е во двонасочна. Од една страна да ги информирам сите наши соработници и партнери меѓународни за позициите на ВМРО ДПМН кои што ги градиме во однос на сите случувања, домашни и регионални и светски, и истовремено да градам и да ги подобрувам контактите кои што историски ВМРО ДПМН ги има со своите партнери, дали било тоа од Европа, дали било од Америка или пошироко. Задачата, вие многу добро знаете дека ВМРО ДПМН е формирано од луѓе кои што живееле во Западна Европа, во Австралија, од нашите друштва од диаспората, и како такво се уште ги држи цврстите врски кои што ги има со овие фамилии, со овие задгранични комитети, со овие луѓе кои што се уште поддржуваат Македонија и патриотизмот во Македонија, и тоа ми е задачата. Значи, од една страна да ги информирам нашите партнери, и од друга страна да собирам нови информации и да ги одржувам позитивните контакти. Ви благодариме за оваа информација и покрај тоа што знаевме дека толку години, меѓутоа до денес не ни текнало да прашаме кои се задачите на оваа функција. Инаку на 8 од Конгрес на ВМРО БНД, Бугарско национално движење, што се одржа во Софија, донесена беше декларација во која се наведува дека имале заедничко историско и културно наследство со Република Македонија и оти тоа бил патот на еднината. Во текстот на оваа декларација стои дека интеграцијата на РС Македонија оди преку признавање на историската вистина, бугарските корени на денешното население и заштитата на неговите права. ВМРО БНД ги повика владите и политичките организации во Бугарија и во Република С Македонија да воспоставеле федерација меѓу двете земји врз основа на заедничко културно и историско наследство и заедничките геополитички интереси. Како ќе ја прокоментирате вие оваа декларација, од ваше коментар или од името на политичката партија, било како и да е?
Јон, ќе ми дозволите да искористам еден недипломатски речник во ситуацијава. Се работи за политичари и политичка партија кои што се циркузанти. Зошто го велам ова? Затоа што буквално од недела во недела избираат порадикални начини како да се представат себе си, само за да му се допаднат на нивното гласачко тело, за да не западнат во заборав. Затоа што станува збор за организација која што на последните избори не освои ниту еден пратеник во бугарското собрание, што кажува дека бугарите не сакаат, како народ, бугарите не сакаат ваков тип на политичари, но тие продолжуваат со ваквото однесување еден неофашизам кој што можете да го забележите и во таа декларација, но и во поздравот на нивниот европратеник минатата недела Џамбаски, кој што во рамки на Европското собрание, односно парламентот на Европската унија, отпоздрави со хитлеровски поздрав, што повеќе зборува за нив како организација и за како поединци отколку за било кој друг. Барањата во таа декларација, односно ставовите, се дегутантни. Тие не соодветствуваат ниту со денешната реалност на македонска посебност, на независна Македонија, на македонци, на македонски јазик, кои што постојат и кои што не можат да бидат негирани, но и уште еден факт со кој што не се согласува очигледно ниту Европската унија, а тоа е дека не може да барате историски ревизионизам. Односно, не може да барате промена на историските факти кои што се востановени. И тука ќе се повикам и на Вили Брант и на извирувањето кое што Сојузна Германија го има кон Полска. Таков треба да биде односот на ВМРО БНД ако сака да гради некоја заедничка иднина можеби. А тоа треба да биде однос на извинување за постапките во периодот пред и во текот на Втората светска војна, за делата на нивните властодржци во тоа време и барање на идна соработка помеѓу Македонија и Бугарија на еднаква основа. Тоа е она што ние го бараме и заради тоа овие постапки на ВМРО БНД јас ги оценувам како очајнички само за да и му се допатнат на една мала група на електорат кај во Бугарија, но мислам дека иднината работи против ваквите чекори, а за чекорите на соработка и градење на мостови на доверба. Како ќе ја прокоментирате или протолкувате од една страна изјавата на бугарскиот премиер Петков, кој бара Брисел да гарантира Македонија, ќе ги вметне бугарите во македонскиот устав, а од друга страна молкот на македонскиот премиер Ковачевски. И дали ова не е копи-пейст од договорот на Нивици, само со промена на гаранторите. За Нивици беа Обединетите нации, а сега за Бугарија се бара гарантор да биде Брисел. Па ќе забележите баш со оваа постапка дека не постои реципроцитет помеѓу односите, односно помеѓу барањата на едната и на другата страна. И додека едната страна зборува за промени кај нас во Македонија, на уставот, промени на ставот кон македонските малцинства кои што се во соседните држави, промени на ставот кон јазикот, кон политиката, кон идентитетот на македонците. Од друга страна имате никакви барања од страна на македонската влада и тоа за нас е поразително. Веднаш ќе ви кажам затоа што мислам дека тоа ќе го диктира и понатамошниот разговор. ВМРО ДПМН досега на ниеден начин не е контактиран, ниту пак информиран за што конкретно се работи, значи што конкретно се дискутира. Ние имаме половични информации кои што ни стигнуваат или од медиумите во Бугарија, или од медиумите тука во Македонија, или пак од некои странски представници кои што зборуваат за некакви договарања, дека некој нешто прифатил, дека Ковачевски се согласил на некои барања на бугарска страна и тука сме ставени во една ситуација на сами да треба да ги бараме одговорите и тие одговори да ги коментираме. Жална е таа состојба затоа што учеството на ВМРО ДПМН во едни вакви разговори може да даде само позитивен придонес. Можеме да видиме кои работи се прифатливи, дали можеме да се договориме за некои прашања да постигнеме консензус, да ги бетонираме гаранциите за македонскиот јазик, македонскиот идентитет и посебност на македонскиот народ, како и за македонската историја која што има право на самостоен развиток. Истовремено да видиме дали можеме да ги подобриме гаранциите за определени граѓани кои што живеат тука, кои што можеби се чувствуваат дека нивните права не се доволно заштитени, но ќе ми дозволите само со една реченица една анализа на македонскиот устав.
мислам дека станува збор за еден од најлибералните устави во Европа, а можеби пошироко, кој што на секој граѓанин му гарантира права загарантирани со уставот, независно од неговата етничка припадност, независно дали тој се смета за македонец, за бугарин, за албанец, за србин, за хрват или за било што друго. И ми се чини дека сме држава која што во ниедна мера не ги дискриминира граѓаните според етникумот, така што ова барање на Бугарија можам да го разберам само како повод, како шоу програм со кој што тие сакаат да го кочат нашето аспирирање кон Европската унија, а не реално барање, затоа што наскоро правевме една анализа дека ова барање на Бугарија е практично поново, или оваа тема е понова отколку ше договорот за летот Скопје-Софија. Значи, тоа е сега појавено, нешто последните неколку месеци како барање, чисто да биде кочница на македонскиот пат, а не реално барање, не постоело пред 10, 15, 20 години, дека сега нешто треба бугарите да се вметнуваат во уставот. И бугарскиот председател Румен Радев на новата средба со делегацијата на македонски бугари која ја предводеше самопрогласениот македонски бугари Петар Колев, а која средба се одржа во Софија, го повтори барањето прво македонските бугари во уставот, па старт на преговори со ЕУ. Според Радев, ова не било мешање во внатрешните работи на Македонија, туку пат заснуван врз европските принципи. Ваш коментар за ова? Прво ќе видите хипокризијата, кога дел од македонците од Бугарија организирани во здруженија и политички партии кои што не се признати, споредно со Петар Колев кој што има политичка партија која што е призната во Македонија, овие луѓе кои што не беа признати од Омо и Линден, кога дојдоа на состанок со председателот на Македонија Стево Пендаровски, кој па не кажа дека се сретнал со македонски здруженија од Бугарија, туку рече се сретнал со бугарски граѓани. Тогаш беше жестоко нападнат од Румен Радев дека тој го крши договорот за пријателство, дека не смее да се среќава со овие луѓе затоа што тоа било мешање во внатрешните работи. Гледаме со каква леснотија сега пак и Радев и Петков се среќаваат, и председателот на ГЕРБ Бојко Борисов, поранишниот пример, се среќаваат со овие здруженија од Македонија кои што велат дека се здруженија на бугарите или политички партии на бугарите, и нивните ставови ги представуваат како ставови на бугарската држава и барат од нас ние тие ставови да ги примениме. Ова е класично мешање во внатрешните работи на Бугарија, на Македонија од страна на Бугарија, и доколку сакаат да градат однос на соработка и реципроцитет, зошто не направеа тогаш една заедничка средба на Омо и Линден Пирин, на партиите на така наречените бугари од Македонија, на македонската влада, на бугарската влада, и да се договореа во Бугарија да се почитуваат одлуките на судот од Страсбур, судот за човекови права, кој што вели дека треба да се дозволи организација и регистрација на македонска партија и македонски здруженија. Во друга смисла, ако Петар Колев или некој од тие представници сметаат дека некој од правата во Македонија им се прекршени, да видиме што можеме да направиме тие права да ги унапредиме. На овој начин имаме еднострано мешање на работите, на внатрешните работи на Македонија, без при тоа да се дозволи заштита на правата на македонците во Бугарија, кои што се права, ќе повторам, заштитени со одлука на Судот за човекови права во Страсбур. Не се некоја одлука на македонски судови, туку се Европа, Советот на Европа рекол дека тие права им се прекршени на овие луѓе во 14 пресуди, и барем една да применеа пресуда од овие, ние ќе бевме барем малку задоволни, ќе речевме еве постои добра волја од страна на Бугарија. Ова е само еднострано користење на позицијата која што Бугарија има. Петар Колев попара помош од Радев за да се расветли според него историската вистина, но и да било заштитено бугарското културно и историско наследство во Македонија, бидејќи секојдневно со сопствени очи гледале како тоа се руши. Каков е вашиот став околу ова негово барање и каква порака имате за самопрогласениот македонски бугарин Петар Колев, но и за сите како него во Македонија? Секој во Македонија може да се смета себе си за што и да мисли дека е, какво е неговото етничко потекло и така натаму, и тука не би завлегувал. Можеби некој ќе смета дека денеска дека е бугарин, утре ако има некоја друга потреба можеби ќе се пише како србин и така натаму. Македонскиот идентитет е со векови и треба да си го градиме, треба да си го чуваме, но тоа е одлука на секој поединец, тоа можам да го кажам. Она што можеби Петар Колев требало да го побара во Бугарија, да му помогнат како да напише програма и како да ги задржи луѓето кои што соработуваа со него,
да освои повеќе гласови на избори, затоа што само за потсетување на изминатите избори тој освои помалку од 3-4 илјади гласови, што значи дека нема никаква поддршка во Македонија, ниту од, ако тој вели 100-120 илјади македонски бугари кои што живеат во Македонија, ниту пак од било кој друг од граѓаните, така што можеби требало повеќе да се посоветува како да направи платформа која што е победничка, која што ќе му дозволи да има 1, 2, 3 пратеници во собранието, па таму да се бори за правата на неговите гласачи. За жал или за среќа тој не освојува нешто многу гласови. Така што неговите ставови мислам дека се дневна пропаганда, им користат повеќе на бугарските барања отколку на македонската држава, а и сте сведоци дека во Македонија правата по етнички клуч воопшто не се прекршени, напротив, се даваат права секаде на било кој што ќе побара и никој во судовите не се пожалил дека неговите права во врска со неговата етничност или етнички дискриминиран, ниту има такви пријави, ниту има такви пресуди, така што ова барање повеќе го гледам како поддршка на страната или на позициите на Бугарија во дискусијата со Македонија. Им дава само жетони на нивната страна наместо на македонската. Дали евентуалното впишување на бугарите во преамбулата на македонскиот устав под плаштата на заштитата на бугарските малцински права во Македонија, всушност се навлегува во срцевината на македонската историја, а со тоа и забенонирање на основата за уставно покритие на заедничката историја како и за македонската асимилација. И што треба да се преземе поточно, какви чекови ќе преземете вие од ВМРО-ДПМН и коалицијата за да го спречите сето ова? Прво, како да одговорам најдиректно, како партија не се согласуваме со еднострана промена на македонскиот устав, во која што нема да имаме никакви гаранции за заштита на македонскиот идентитет, историја, јазик, македонската самобитност, и како таква ние нема да поддржиме вакви еднострани екскурзии кои што сакаат да ги направат. Сега малку подетално за промената. Со Преспанскиот договор се воведе на лоша пракса да се менуваат парчиња од преамбулата, односно делови од преамбулата. Тоа е непознат феномен во уставното право. Ако се менува преамбула, тоа значи дека се менува целиот наратив на уставот. Значи самиот устав добива друг влез или друга констелација. И како таква, ако се менува една преамбула, таа треба да се менува во целост. Тоа не е случај кај нас, туку се менуваат само делчиња од преамбулата, уште со Преспанскиот договор, што е многу штетно, затоа што немате контекст. Вториот дел има права на граѓани на Македонија кои што се други етнички заедници и кои што се целосно заштитени, а не се споменати во уставот. Што значи споменувањето во преамбулата нема допирна точка со правата на луѓето во Македонија. Еден едноставен пример. Евреите не се спомнати во преамбулата на уставот, но еврејската религиозна заедница е спомната во набројувањето на религиските заедници во Македонија кои што имаат специјална заштита под уставот. Што значи дека евреите се еднакво заштитени како и на пример албанците кои што се спомнати во преамбулата, затоа што исто им е спомната нивната религиозна група, односно исламската верска заедница. Така што уставот, независно дали сте спомнати, египтјаните на пример не се спомнати во почетокот, црногорците, хрватите, словенците кои што исто се многу пријателски народи на Македонија, имаме овде одредена мала група која што се идентификува како дел од овие народи, но не се спомнати напред во уставот, а нивните права па се целосно загарантирани во државата. Така што овие две работи барем правно не треба да се поврзуваат една со друга. И ова барање, повторно ќе кажам дека е само представа напред пред завесата, а всушност барањето е за една заедничка историја, која што бугарите би сакале да ја представиме на следниот начин. Дека од памтивек или од средновековието ние сме еден ист народ со една иста култура и историја се до 1945. Од 1945 како стартна точка, ние се развиваме политички како различна нација. Ова за нас е целосно неприфатливо и во наредниот период ќе ги искористиме сите демократски мерки кои што ни стојат на располагање во институциите, но и надвор од институциите, да протестираме против ваквиот пристап и нема да дозволиме еднострани промени на уставот без да имаме гаранција за македонскиот идентитет, македонскиот јазик. Инаку, на крајот на вашето прашање, прашавте ако се вклучат бугарите, дали тоа ќе значи промена на историјата, тоа не смееме да го дозволиме, тоа да значи.
И ако ме прашувате како правник, не се согласувам дека треба уставот така да се цепка, но се согласувам дека ако некој се чувствува дека му се загрозени правата во Македонија, преку институциите тоа да си побара, за тоа да си побара заштита и тие права треба да му се гарантираат. Значи, секој граѓанин на Македонија треба да има еднакви права според уставот. Бугарскиот премиер Кирил Петков веќе изјави дека Скопје и Софија со заеднички предлог ќе настапат во ЕУ, а вметнувањето на бугарите во македонскиот устав да оди преку Брисел. Од македонска страна пак се молчи. Нема одговор дали се преговара за некоја од точките на пакетот 4+1 да влезе во преговарачката рамка, освен потврда од страна на Бујар Османи дека ќе има нов документ со Софија за пакетот 4+1. Османи рече дека со таквиот документ сакаат да ги затворат сите прашања еднаш за секогаш и за тоа да има меѓународна гаранција, посочувајќи ја Европската комисија. Дали ова е правиот пат и зошто брза оваа власт, но и колку е тоа вистинска гаранција, земајќи го во предвид однесувањето на Европската комисија, но и Европскиот совет према Македонија, не исполнувајќи ги ветувањата. И најважно од се, дали вие како опозиција имате увид во она што власта го преговара со Бугарија? Веднаш да ви одговорам на вашето последно подпрашање, дека ние немаме никаков увид, ниту сме било како информирани, иако тоа го баравме и во собранието, преку Комисијата за меѓународни односи, односно за надворешни работи, која што бараше на увид да се стават одговорите на тие прашања кои што Бугарија ги поставила 4+1, но до овој момент немаме никаква информација за тие прашања, никаков одговор од страна на македонската влада, едноставно сакаат да не исклучат, да не ги добиеме информациите, односно да добиеме информации кога веќе ќе биде доцна. Правиме се што можеме да бидеме информирани, ги прашуваме нашите партнери со кои што владата повеќе комуницира отколку што со македонските граѓани или со нас како опозиција, но информациите се половични и доцна доаѓаат и заради тоа не можеме во целост да учествуваме во процесот и да ги запреме овие негативни трендови кои што очекуваме дека ќе се случат. Доколку се дозволи да бареме едно од бугарските барања стане дел од европскиот пакет или од европските преговори или од оние поглавја познати за преговарање, европеизацијата на Македонија ќе се претвори во бугаризација на Македонија. И тогаш тоа нам не ни треба. Такво членство во Европската Унија, кое што ќе значи обезличување на македонскиот народ, кое што ќе значи негирање на македонскиот јазик и идентитетската посебност на Македонија, нам не ни е потребно. Таква Европска Унија која што не гарантира дека ние ќе бидеме македонци со заштита на македонски јазик како дел од Европската Унија, а македонскиот јазик ќе биде горд јазик помеѓу јазиците на Европската Унија, на кој што ќе бидат преведени сите документи на Европската Унија, тогаш тој пристап нас не ни е потребен. Таква Европска Унија не ни е потребна затоа што ние таму мораме да одиме како македонци. Мораме да одиме со македонски јазик и ова, ако ми дозволите, не е следење на европските вредности или нема да значи имплементација на европските вредности, туку ќе значи имплементација на национал-шовинистички вредности на една држава во друга држава. За среќа, нашите контакти со дел од европските партнери се дека вакво нешто нема да дозволат, односно нема да дозволат една билатерализација на европските преговори, затоа што така па секоја држава може да бара од својот сосед да вметнува работи кои што само на нив им одговарат, а немаат ништо заедничко со заедничкото право на Европската Унија или со заедничките вредности на Европската Унија. Нам целта ни е да се подобриме дома, да ги подобриме состојбите во Македонија, а промена на јазикот или промена на историјата, тоа ништо не прави во домашни услови, односно никако не ја подобрува состојбата на македонскиот граѓанин. Европската Унија и пристапувањето треба да значи подобрување на сите перформанси внатре во државата. Треба да значи подобрување на економијата, на инфраструктурата, да произведуваме електрична енергија, да се обидеме да таа енергија биде зелена, да видиме како можеме да ја намалиме невработеноста, како да намалиме сиромаштијата, како да ги подобриме односите со нашите партнери, а не во секој од поглавијата добиваме прашање до каде сте со промена овој учебник, како ќе го избришете овој споменик, дали ќе го срушите, да ќе ја срушите оваа зграда да им одговара на бугарите. Тоа не гарантира никаква заштита или подобрување на животите на македонските граѓани и од тука нема никаква потреба да се дискутира со Бугарија доколку барањата се во таа насока. Но за жал, ќе повторам, ние имаме многу малку информации на што оваа влада од Македонија е спремна.
односно што е подготвена да потпише за да ги отпочне тие преговори, затоа што внимавајте, во Македонија вие следите исто како и јас, не се состојбите добри. Не се состојбите добри во ниеден од секторите и се сака со ова отворање на преговори по секоја цена да се зацкри или да се покрие тешкиот живот на граѓаните. Ние само за потсетување, минатата недела во собранието се продолжија 4 кризи кои што постојат во моментот, што значи дека владата во исто време треба, но очигледно не знае како да се справува со ниту една од овие 4 кризи и само имаме преговори со Бугарија само за да се покрие оваа неуспешност во рамки на домашното владење. И се дека тоа е пракса, ние преговараме од позиција, јас често кажувам, од позиција на поразен. Ние преговараме како после војна да сме изгубиле и сега ние нешто било што ќе прифатиме со Бугарија само за да се отворат преговорите, што е сосема погрешно. Ако преговарате од позиција на еднаков партнер, на партнер со моќ, со развој, со економски развој, тогаш можете да ги загарантирате и своите права. Вака само може да ви наметнуваат права обврски, а вие да мора да ги прифаќате. Како ќе објасните изјавата на министерот Бујар Османи дека ќе се бара гаранција од Европската унија? Дали ова негова изјава веќе го најавува новиот договор кој оваа власт веќе го има договорено со Бугарија, а тоа е дека бугарската декларација ќе биде дел од преговарачката рамка? Дали треба македонската јавност да стравува од некаков договор направен позади завеса и без да биде поднесен во собранието пред пратениците на разгледување, истиот да биде одобрен и усвоен на владина седница? Ако ова се случи, каков ќе биде вашиот став како партија и какви чекови ќе преземете? Она што Бујар Османи го кажа меѓу редови минатата недела на едно интервју е дека станува збор за тешка или сензитивна фаза во преговорите, што значи дека некакво договарање постои. Нашето стравување е дека некаков договор веќе му се исцртуваат контури, но за жал се уште никакви информации немаме што тој договор содржи, кои се гаранциите, која е заштитата. Се додека ако се преговара, во случај да се преговара за било која од македонските идентитетски одредници, ние ќе бидеме сериозно и цврсто против таков договор и нема да дозволиме таквите договори да го обезличат македонскиот народ и македонскиот граѓанин. Прашавте дали треба да стравуваат македонските граѓани. Можеби за стравување е рано, но јас би бил многу внимателен. Со внимание, со должна почит би го следал овој процес и би реагирал ако нешто види македонскиот народ, македонскиот граѓанин дека не оди во добра насока. Ние ќе направиме се што можеме да информираме најрано што можеме, најрано што ги имаме податоците, дека нешто се договара, како што и сега го кажувам тоа, некакви контури изгледа постојат, иако тие се кријат и ние треба да бидеме во таа насока многу внимателни, многу со внимание да го следиме процесот. Затоа што само ќе ве потсетам, кога Зоран Заев се обиде 2020-та да направи сличен договор со Бугарија, во кој што рече Бугарија во Македонија не била никогаш фашистички окупатор, туку само администратор. Бугарскиот јазик и македонскиот јазик се исти, затоа што во Петрич и во Струмица се зборува на истиот јазик. Или бугарите, имаме заедничка историја со бугарите, македонскиот народ веднаш, уште истата вечер, излезе на улиците во Македонија, ја блокираше владата и со едни протести кои што трае неколку дена, ги предводеше ВМРО ДПМН, успеавме овој наратив да го превртиме. Односно, тие не успеа да се договорат затоа што видоа дека гневот, фрустрацијата кај македонскиот граѓанин е огромна. Истото се случи и со коментарите кои што беа околу Гоце Делчев, кога ние направивме еден огромен протест во центарот на Скопје за заштита на името на Гоце Делчев 2021-та ми се чини година. И не дозволивме на овој начин да се поигрува со македонските интереси. Ние ќе ја следиме состојбата внимателно. Протестот улицата нам ни се природно поле. До сега бевме на повеќе од 100 протести последниве 4 години. Ништо нема да ни штети да продолжиме да протестираме ако тоа се појави како потреба. Доколку владата не сака да ги дискутира овие работи во институциите, ние сме подготвени тоа го направиме и надвор од институциите, да ги искористиме сите, ќе повторам, демократски средства кои што ни стојат како позиција на располагање. Министерот за надворешни работи Бујар Османи ги свика дел од новинарите и преку споредување со минатото се обиде да се измие од скандалот со именување на амбасадори и конзули со
контраверзно минато, како и несоодветни кадри, како она со двајцата македонски конзулати во САД, Бесмира Ејупи и Петри Муслиу. Како ја гледате ова уидрума со Министерството за надворешни работи, но и молкот на председателот Стево Пендаровски? Овој обид на владата да протурка кандидати кои што се комплетно несоодветни на позиции е лицемерен, затоа што ова истата влада која што вели дека ние со Соединените Американски држави сме најблиски партнери и соработници, ние како ВМРО ДПМНЕ се согласуваме, јас таму магистрирав, тоа се по мене нашите најголеми стратешки партнери во историјата на Македонија. Но ова е целосна непочет кон Соединените Американски држави, затоа што, само за подсетување, ние се обидовме како држава, односно владата, да таму протурка кандидат кој што Америка го смета за непожелен. Тоа е професорот Фрчковски, кој што Америка не му даде агреман, односно тоа е дозвола на американскиот председател да тој биде наш амбасадор во Вашингтон. И сега на мала врата се обидуваат, исто така Бујар Османи, заедно со владата, да го протуркаат како амбасадор на Македонија во Обединетите нации во Њујорк, повторно во Соединените Американски држави, но во меѓународна организација, за да не треба дозвола од Америка. Значи, замислете која лицемерија. Од една страна зборувате дека тоа е вашиот најголем партнер, а од друга страна протуркувате таму луѓе за кои што САД смета дека не се подобни. Во исто време, овие двајца кандидати кои што ги спомнавте, јас немам ништо лично против било кој од нив, но Законот за надворешни работи бара или кандидатите за конзули и амбасадори да бидат луѓе од МНР со високо дипломатско искуство, или тоа да бидат афирмирани личности во надворешната политика. Сега не знам како новинар или водител на утрински емисии или на забавни емисии би можел да биде меѓународно афирмирана личност која што треба да ги брани интересите на Македонија во Њу Џерси или пак во Детройт или пак во Чикаго. Од друга страна, другиот човек кој што го спомнавте е син на голем поддржувач, политички аналитичар кој што се сметаше за независен, но се гледа дека е огромен поддржувач на политиките на оваа влада и најверојатно CV-то на овој млад човек е градено според заслугите на неговиот татко како учесник на секојдневни дебатни емисии во кои што ја брани владата и го брани Бујар Османи. Така што тоа изгледа начинот на избор, но го покажува лицемерието на оваа влада да праќа вакви кандидати во најважниот центар за Македонија, а тоа е САД. Во сите овие три места, и во Њу Џерси, и во Детройт, и во Чикаго, живее огромен број на македонско население, македонски граѓани, македонска диаспора, за кои што им треба вистинска поддршка конзуларна. А луѓе кои што до вчера воделе емисии немаат никакво знаење и искуство во таа област. И во таа насока мислам дека ова е пристап е несериозен. Излезе Османи со некои коментари како се назначувале порано амбасадори и конзули, не беше доволно конкретен, но ако тоа било лоша пракса во минатото, ветувањето беше дека таа пракса ќе се промени. Ако вие од лоша пракса во минатото правите уште полоша пракса, тогаш резултатите може да бидат само поразителни за Македонија, а дека гарантирам дека било кој од тие што беа спомнати се подобри кандидати, биле подобри кандидати од Љубомир Фрчковски, кој што самата Америка, самите Соединените Американски држави кажуваат дека не сакаат да биде амбасадор на Македонија во Вашингтон. Така што тоа е непочитување. А само еден краток коментар за председател Пендаровски. Видете, тој ги почитува своите надлежности, ги извршува, но и бега од своите надлежности кога тоа политички му одговара. И тој ќе го видите на интервјуа, коментира нешто што воопшто не е негова надлежност или се меша во некои работи кои што навистина не се негов дел, но кога станува збор за некоја негова надлежност, кога него не му одговара да се произнесе, одеднаш го снемува човекот, не дава интервјуа секој ден на телевизија, се крие во својата вила и нема коментари на оваа тема, што е навистина жалосно, затоа што ако сакате да градите имидж на политичар за сите или председател за сите, тогаш особено работите што се во ваша надлежност треба да ги коментирате и треба да ги исправате, затоа што имате можност. Тој како примус во меѓународните односи може да побара од Бујар Османи да му ги даде на увид сите пратени кандидати со нивните биографии и да рече, извинете, но за овие 5 или 6 луѓе немате поддршка. Овие 5 и 6 се добри можеби, но овие другиве имаат некој недостаток.
Има една работа која што ја дознав вчера, само една реченица ќе ми дозволите, а тоа е дека еден од нашите амбасадори во Брисел, нема да го споменувам кој, но ќе може да се истражи, нема поднесено изјава за спречување на корупција до Државната комисија за спречување на корупцијата и не поднел каков е неговиот имот при влегувањето на функцијата, не постојат податоци за ова лице, како со кој имот тргнува на мисија и да видиме после тоа со кој имот ќе се врати од мисијата. Чисто за размислување. Да. Се добива впечаток дека Европската Унија преку ветото на Бугарија, која е нејзина членка, како услов за почнување на преговорите покрај тоа што од Македонија бара да избрише дел од нашата историја поврзана со борбата за ослободување од бугарскиот фашистички окупатор, таа бара и да ревидираме синтагмата фашистички окупатор, имајќи го во предвид ова, кое за жал е поддржано од оваа македонска влада, но и од претходната, како и од дел на некои квази историчари и аналитичари. Каков е вашиот став и ставот на партијата? Дали сето ова води кон разнебитување на македонската држава и која е пораката што ЕУ ја праќа на Македонија? Дали, ако вака се продолжи, вратата за влез во европското семејство за Македонија ќе биде затворена за секогаш? И дали по секоја цена ние треба да бидеме дел од тоа семејство и секако што е тоа што треба да се промени во разговорите? Прво, историскиот ревизионизам или бришењето на историските факти е погубно за било која политичка структура, било каде. Не можете да градите иднина врз лажни историски факти. Се обиделе многу, се обидел и Адолф Хитлер со нацистичка Германија, и Мусолини се обидел со бришење, фабрикување на историјата, но тоа не успева, затоа што граѓаните, народот имаат чувство, имаат сеќавања, приказни, митови кои што си ги раскажувале, имаат образование, воспитување домашно и така натаму, и не можете да пристапите кон бришење. Факт е дека во Втората светска војна Македонија е на добрата страна, на страната на антифашизмот и на сојузничките сили. Факт исто така е дека бугарската влада била фашистичка и факт е дека Бугарија е на страната на фашистите. Со ова не велам јас дека бугарите како граѓани се фашисти, дека бугарскиот народ е фашистички народ, туку велам дека владењето, односно власта на Бугарија била фашистичка и тоа е факт. Факт е дека Македонија е поробена, окупирана од страна на истите овие бугарски фашисти. Од тука синтагмата бугарски фашистички окупатор е реалност. Исто како што во делови на Егејска Македонија тоа бил италијанскиот фашистички окупатор, исто како што во делови на исто така Егејска Македонија, но и горе делови на северот на Македонија била Германија фашистички окупатор. И тука нема дилема од страна на Италија или Германија да нас сега не се блокира европскиот пат заради тоа што тие сметаат дека тие не биле фашисти во Втората светска војна. Напротив, тие ги признале своите недела или неделата на своите власти во тој период и рекле ние се извинуваме како народ што ние сме дозволиле да имаме таква влада која што имала такви чекори. Како што напоменав и претходно, ние нема да дозволиме пристапувањето кон ЕУ или европеизацијата да се претвори во бугаризација. Нема да дозволиме да одиме на патот кон Европска унија со незаштитени македонски јазик, македонски идентитет, македонска историја. Ако тоа е цената, ако треба да платиме цената на јазикот за да бидеме дел од Европската унија, ние не сме подготвени тоа да го направиме и отворено го кажуваме дека не можеме да одиме кон Европска унија обезличени, како некој народ кој што не постои, како дрво без корен. И во таа смисла нема да дозволиме ваков тип на однесување од ниедна влада, особено не влада која што нема легитимитет пред македонскиот народ. Тоа е затоа што само во моментот има околу 36-37 пратеници, заедно со тие непринципилни коалиции успеаат да стигнат до 61, но ВМРО ДПМН има убедливо неголемата поддршка од граѓаните во собранието, 40 пратеници сами и 44 со коалицијата и убедливо најголемиот број на градоначалници што се покажа по минатите избори локални, што значи ние имаме поддршката, но и обврската од граѓаните да штитиме македонската нација, да го штитиме македонскиот народ и државата, и тоа и ќе продолжиме да го правиме затоа што таа обврска сме ја преземале на избори. И во таа насока ќе направиме се што е во наша моќ. Повторам, демократски мерки за да го заштитиме македонскиот народ од ваков тип на обезличување.
Зошто Европската Унија го толерира и поддржува бугарскиот фашизам и грчкиот фашизам кон македонците и каква е таа демократска Европска Унија која ја уценува Македонија да ги запише бугарите во македонскиот устав, а цело време молчи за бугарскиот терор врз македонците во Бугарија? Европската Унија мора да зборува погласно на овие прашања. Гледаме и со состојбата во Украина се покажа дека недостасува сериозен, директен, одлучен одговор од страна на Европската Унија. Потребно е исто таков одговор да има и во прашањата кон Македонија. Постојано повикуваме Европската Унија да се одважи, да донесе договор, затоа што Бугарија не е најсилниот представник на Европската Унија. Напротив, е еден од најслабите, да не речам и најслабиот. Што значи дека Европската Унија не треба да ја притисне раката на Германија или на Франција, туку треба да зборува со единствен глас и да едноставно и каже на Бугарија како стојат состојбите, дека промена на историјата, на јазикот, на идентитетот на македонскиот народ не е тема за дискусија. Ако таков одговор не постои, Европската Унија треба сериозно да размисли во која насока се движи. Дали ќе се движи во насока на крупнење, на силење на оваа унија, на силење на врските помеѓу унијата или оди кон дезинтеграција. И дека секој во таа унија може да прави што сака, само Брисел е тука да едноставно да представува некаков штит или некаков изглед на некоја унија, а во суштина не функционира на тој начин. Затоа и ние постојано бараме од нашите европски пријатели, затоа што имаме пријатели таму. Вчера имавме состанок со новиот чешки амбасадор во Македонија. Чешка е сериозен, огромен поддржувач на Република Македонија и тоа го покажували во пракса. Со дела, со инвестиции, со помош, полицајци има стотина на јужната граница со Грција заради мигрантската криза од Чешка. Такви пријатели има Македонија во Европската Унија, но сите тие мора да поттикнат унијата да зборува со еден ист глас и да зборува многу потцврсто на овие прашања и да не дозволи неофашистички изблици како оној во Европското собрание да станат пракса или да бидат дозволени. Ако тоа се дозволи, тогаш не одиме во позитивна насока, за жал. Политичко-државниот врв во четвртокот имаше состанок во рамките на Советот за безбедност и разговара за најновата ескалација во Украина. На тој состанок ние не приметивме представник од ВМРО ДПМН. Која е причината што не бевте таму и ако причината е поради тоа што не добивте покана, во тој случај зошто не го повикуваат и каков политички диалог е ако во него не учествува опозицијата? Ова е добро прашање и за Европската комисија која што ја оценува Македонија дека постои во државата политички диалог. Никаков диалог не постои, ниту сме биле поканети на оваа средба, а за заклучоците од истата дознавме од тоа штуро соопштение во медиумите кој што го погледнаа сите. Ниту учествуваат експерти од ВМРО ДПМН, ниту политички представници на било кое ниво. Имаше коментар дека после изборот на председателот Мицковски во декември на Конгресот, Ковачевски ќе го побара за да се сретнат, за да имаат некој формат на лидерска средба. До ден денес тоа не се случи. И ова само покажува дволичноста или хипокризијата, затоа што јавно вака се зборува дека треба да има диалог, дека владата е за диалог, дека опозицијата ќе биде вклучена, но кога тоа треба да влезе во пракса, никаков коментар нема на оваа тема и во ништо не сме вклучени, а можеме да придонесеме затоа што има работи кои што владата погрешно ги прави. Има експерти од ВМРО ДПМН, имаме политички ставови кои што можеме да ги дадеме особено за прашањата за кои што на пример се согласуваме. Во овој случај ми се чини дека состојбата во Украина ја гледаме на многу сличен начин власта и опозицијата, но мое мислење е дека власта не прави доволно во оваа состојба и дека можеше со консултациите со ВМРО ДПМН да изградиме еден државен став кој што ќе биде како да ги заштитиме македонските интереси со оваа нова криза која што доаѓа со Украина и како можеме да се поставиме подобро да ги разрешиме економските последици, енергетските последици, дали ќе имаме електрична енергија или нема да имаме, дали ќе има газ, по која цена тој ќе се продава, како да го заштитиме македонското стопанство, тоа се прашања на кои што можеме да дадеме само заеднички одговор. Ако власта сака да оди сама, ќе се справува слично како со корона пандемијата, каде што видовме. Единствено што добија се провизии за нив и аванта во нивните џебови, а ништо за македонските граѓани.
Пред некој ден се одбележа денот на мајчиниот јазик, во нашиот случај на мајчиниот македонски јазик. Дали како држава и како народ направивме и правиме доволно за да го одбраниме сопствениот јазик од нападите кои се постојани и никогаш не запираат, како што тој нас не бранел во минатото, кога сме биле под напад како народ и како држава. И што треба да се прави во иднина за да го одбраниме од ваквиот начин со постојаните напади? Македонскиот јазик за жал е под силен удар овие последни 4 години и под удар и неговиот идентитет како македонски и неговата генеза, неговото создавање. И јас искоментирав на дента на македонскиот јазик, односно денот кога се прославува мајчиниот јазик, дека македонскиот јазик за разлика од другите јазици не е само јазик на комуникација. Тој бил и историски браник на македонскиот народ и нешто по кое што македонците се одвојувале од нивните поробители. Кога бугарите, србите, грците во Македонија освојувале парчиња земја или пак претходно Отоманското царство, македонците се препознавале по јазикот. И тој бил нивниот заштитен механизам како да опстанат како народ. Во денешно време тој па и лингва франка. Тоа е јазик на кој што можеме да се разбереме независно од кое етничко потекло потекнуваме во Македонија. Сите го зборуваат македонскиот јазик и тоа е најлесен модел на комуникација. Дали направивме доволно? За жал, последните 30 години не правиме доволно за македонскиот јазик. Вие, како радио, правите сериозно многу за македонскиот јазик, затоа што го поттикнувате со песните, со ората, со јазикот на комуникација, ја поттикнувате употребата на македонскиот јазик, но македонската држава за жал не направи доволно. Македонија во последниот период само ги затвара лекторатите и катедрите по македонски јазик во другите држави и универзитети и во Европа и пошироко. Нема инвестиции за македонскиот јазик, нема проширување на овие лекторати да фатат поголем број универзитети, повеќе студенти. Немаме книги, добра продукција на книги на македонски јазик. Последно нешто што беше направено беше од претходната влада во 2015-та, 16-та на преводи на светска литература на македонски, едноставно не се вложува. Како што во се друго не се вложува во науката, во образованието, така не се вложува доволно и во македонскиот јазик. Во програмата на ВМРО-ДПМН за минатите избори, сигурно сум во новата програма за новите избори, заштитата на македонскиот јазик ќе земе повторно сериозно место. Не велам дека владите на ВМРО-ДПМН порано направиле доволно, да не ме сватите погрешно. Можело и требало да се направи многу повеќе и од тука сме подготвени да ги менуваме овие работи и да вложуваме во македонскиот јазик, во катедрите, во професорите по македонски јазик, да видиме како можеме да го заштитиме овој мал јазик на еден мал народ кој што имал па сериозен удел во заштитата на тој народ и во промоција, затоа што сега светот се радува на различностите. Ако ние стануваме исти како сите други и го заборавиме мајчиниот јазик, тогаш ќе направиме сериозна штета на народот и на идентитетот. Вие од ВМРО-ДПМН се почесто говорите дека оваа година ќе се случат предвремени парламентарни избори, а од власта пак спротивно го повторуваат ставот дека избори ќе има, но во 2024, а тоа се редовните избори. Меѓувремено се појавуваат некои трети сили, трети блокови кои никнат како печурки, лажејќи ја македонската јавност дека тие ќе успееле да формираат следната власт и покрај тоа што дел од нив не се ни регистрирани уште како политички партии. Зошто го прават сето тоа и ако веќе сакаат и ако намерата им е искрена дека се залагаат за добродет на Македонија и македонскиот народ, зошто не ја прифатат подадената рака за обединување и заедничко делување од страна на Христијан Мицковски, односно ВМРО-ДПМН, и секако на кој начин ќе ги издействувате тие предвремени парламентарни избори? Имам уште неколку прашања. Ако може. Да, ќе се потрудам да бидам побрз. Во Македонија имавте една партија Интегра, која што исто така ги лажеше македонските граѓани, освои 12-13 илјади гласови на избори, сега нигде ја нема. И таа партија направи штета да ВМРО-ДПМН не ја формира владата и да немаме вакви преговори како сега. Вратата им е отворена на сите политички партии. Отворивме програмата Македонија за сите луѓе и сакаме да имаме што повеќе граѓани да ни се приклучат и вратата останува отворена на сите овие партии ако вистински сакаат да се порази заевизмот. Ако сакаат заевизмот да продолжи да функционира во Македонија, тогаш
нека продолжат да функционираат така со 1000, 2000, 3000 луѓе кои што ги поддржуваат, само ќе го бетонираат позицијата на заевизмот и тогаш да не се чудиме кога ќе се распродават македонскиот јазик и идентитет. Русија ја изврши очекуваната инвазија врз Украина. Ставот на опозицијата, поточно на ВМРО ДПМН, околу оваа инвазија е познат, а и македонската јавност го слушна ставот од председателот Христијан Мицковски, како и подпредседателот Александар Николовски, но и од други високи функционери на партијата, кој став оди во насока на почитување на интегритетот и суверенитетот на сите држави, во случајов на Украина. Дали може да очекуваме дека оваа воена операција ќе излезе од контрола и ќе се прошири на цела Европа ако НАТО и сојузниците се впуштат со одговор на воена сила, или сепак ова ќе трае кратко? И дали Русија со овој напад сака само подобро да се позиционира кога ќе седнат овој проблем да го решаваат со дипломатски договори? Или пак спротивното, со ова ќе си ја влошат позицијата, имајќи предвид дека е нарушен меѓународниот правен поредок? Може би за ова прашање ни треба и цела емисија, но вака најкратко да пробам да го одговорам од македонска гледна точка. Македонија мора да зборува со јазикот на мирот. Ние сме мала држава на која што сме биле сведоци на војни, на конфликти кои што се случувале на наша територија и тие никогаш не осат добро, а крајот секогаш е на дипломатска маса. Така што јас на кратко би повикал на мир, би повикал на запирање на борбените действија и да се седне и да се разговара на сите отворени прашања. ОПСЕ е добар формат затоа што таму сме членки сите држави од Европа, и Русија, и Украина, и државите од НАТО и од Европската унија, буквално сите, и таму има добар формат за разговори, ако се сака вистински да се постигнат разговори. А ако сакате да влезете во војна, тоа ќе биде поразително за сите. Никој нема да излезе победник од таква војна. Дали со овој чекор што го направи Русија се разнишени европските постулати и критериуми на кои почива Европската унија, и дали, но и колку време ќе им фати на државите од Европската унија и државите аспиранти да се вратат барем на истото ниво пред да се случи оваа инвазија, особено оние од економски аспект, а тука е мигрантската криза. И секако, дали ова ќе има последици врз Македонија, и ако ги има, какви ќе бидат, предпоставувам, економски, не? Страшни се шоковите состојби, цената на нафтата рипнува секојдневно, берзите се паднати. Вчерашната берза дури во Македонија се забрани тргувањето на берзата, затоа што падна акциите по 10% на фирмите и тука се отвори заштитниот механизам, што значи ударот ќе биде страшен. И секој ден што ќе продолжи ваков тип на воена инвазија, секој ден ќе биде се поголем проблемот за Европа, и во делот на снабдувањето со газ, и во делот со електрична енергија, цената на производите, пазарите се затвараат, воздухопловството е затворено во тој дел на источна Европа, така што штетата ќе биде катастрофална со секој ден што продолжува. Ако запрат овие воени действија побрзо, овие денови, оваа недела, можеби ќе биде полесно да се санираат штетите, но ако продолжат, гледам уште една криза на ниво дури може и поголемо економско, зборувам, од пандемијата што ни се случи. Господине Андоновски, разговоров ќе го продолжиме со околу 8 до 10 блиц прашања, на кои бараме блиц одговори, ако е возможно за 8 до 10 минути. Дали Македонија се ги минира сопствените позиции со тоа што владата прави отстапки, и дали наместо европеизација ќе има бугаризација, за што претходно спомнавте? Да, краткиот одговор е да. Со секој чекор кој што се прави едностран на давање, а да не добиеме ништо како гаранција, си ги минираме сопствените позиции. Дали оваа сегашна Европска унија каква што е, може да се нарече демократска творба, или пак потсетува на времењата од Втората светска војна, кога некои народи беа систематски уништувани? За жал, ова потсетува на дисфункционална унија, наместо да зборува со еден заеднички јазик. Дека е демократска, тоа повеќе би рекол дека се залагаат за демократија, но дозволуваат да некои внатре ја расипуваат целата слика. Дали кога две земји членки на ЕУ со децении вршат постојана асимилација на македонското малцинство, проследени со закани, прогон и терор,
за оние кои пружаат отпор на таа асимилација може да се нарекуваат демократија? Ваквиот пристап е недемократски. Вие да не признавате формирање на политичка партија во вашата држава само затоа што станува збор за македонци е неприфатливо, а исто така да не дозволувате македонци кои што биле насилно иселени од вашата држава да не може се вратат да си ги видат родните куќи се граничи со еден неофашизам кој што не му користи на никој во 21. век. Дали на нас македонците ни е потребна ваква Европска унија која одобрува и поддржува фашизоидни и геноцидни договори донесени на незаконски начини и со присила, а со кои се уништува македонштината во корен? Ние не треба да дозволиме да го изгубиме јазикот и македонскиот идентитет на пат кон било која меѓународна организација, затоа што тоа е историја, тоа е историски факт и кој што ќе остане независно дали ние ќе постоиме или нема постоиме како луѓе или ќе дојдат следните генерации. Ние сме издржали во потешки моменти како македонци, мислам дека ќе издржиме и сега и ќе успееме да се избориме со овие предизвици. Каква е македонската ЕУ перспектива ако еден од главните услови на Бугарија е нивното влегување во уставот да постане дел од преговарачката рамка? Ако Бугарија се согласи да ги почитува правата на македонците во Бугарија, да дозволи формирање на македонските организации и се гарантира македонскиот идентитет, тогаш ние ќе гледаме, нема да имаме никаков проблем во заштита на правата на бугарите во Македонија. И кон тоа ние немаме никаква дилема, а бугарите очигледно имаат дилема за заштита на македонците во Бугарија. Во Македонското собрание пратениците од ВМРО ДПМН и коалиционите партнери жестоко се спротивставуваат на сите небулозни предлог закони кои ги поднесува владеачкото мнозинство во име на владата, а еден од нив е предлог законот за минимална плата. Зошто власта не ги прифати амандманите на опозицијата за измените и дополнување на законот за минимална плата, но и останатите законски решенија? Затоа што владата сака да го лаже македонскиот народ, се предлагаат закони кои што само формално личат дека се позитивни, а во суштина не ги менуваат на подобро состојбите, и тоа е начинот на кој што ВМРО ДПМН ќе функционира и во иднина. Нема да дозволуваме штетни закони да се донесат во Македонското собрание, нема да дозволуваме штетни политики да поминуваат из Македонското собрание. Сега скоро го блокиравме законот за наставници, кој што предвидуваше луѓе без никакво искуство во еден ден да станат, да добијат решение да бидат наставники, да ги учат нашите најмали и следната генерација на македонци кои што треба да градат оваа држава, и било какви штетни закони кои што ќе поминуваат во парламентот, затоа и сме во парламентот, ние ќе ги блокираме. Знам дека некои луѓе повикуваат да излеземе од парламентот да го напуштиме, но тоа само би се радувале на таков чекор, затоа што тогаш вакви штетни закони ги си поминуваат лесно секој ден по стотици. Но ако ние сме внатре и успееме да ги сочуваме, да ги блокираме овие прашања, нема да можат штетни закони да поминуваат. Го зачнавте и моето наредно прашање. Од владеачкото мнозинство ве обвинуваат за блокада на собранието. Дали оваа блокада ја правите само заради блокада или пак блокадата која ја правите е суштинска заради неприфаќање на дел од предлог законските решенија кои ако поминат во собранието ќе предизвикаат катастрофални последици? Ние блокираме само штетни закони. Во изминатиот период сме гласале 10-15 закони со консензус и повикуваме да се договориме кои закони се квалитетни, добри и да ги гласаме сите заедно, а сето што е штетно по македонскиот народ, по генерациите кои што доаѓаат, како што е законот за наставници, по образованието, по економијата, ние ќе го блокираме. Затоа сме таму за да бидеме коректив. Ако бидеме вклучени во дискусиите и дојдеме до добри, квалитетни закони, ние сме први што тие закони ќе ги поддржиме, како што тоа го правевме и во изминатиот период. После признавањето на вина на делот оние за кои се води судска постапка за случајот Титаник, а кои беа дел од високиот врв на ВМРО ДПМН за времето кога премиер беше Никола Груевски, овие од власта повторно ве обвинија за злостодничко здружение и дека ВМРО ДПМН не треба да постои бидејќи ги уназадува европските интеграции со еден збор дека се штеточина на Македонија. Стравувате ли од можноста овие кои сега се на власт, користејќи ја судската спрега да ве избриши од политичкиот дискус, со други зборови, да ве избриши од регистарот на политички партии?
Видовме со политичките притисоци и злоупотребата на суседството дека се е можно, дека се може да се случи, но ние на страна на ВМРО ДПМН го имаме македонскиот народ, кој што масовно излезе на изборите минатата година и го поддржа ВМРО ДПМН во сите општини. Така што не можете да избришете нешто што е генетски код на македонецот и нешто за кое што 340-50 луѓе се подготвени да се борат. И во таа насока го гледам ова како страф, како политички притисок предизвикан од страф, затоа што гледаат дека деновите на власт им се броени, а после тоа ќе следува одговорност. И тоа за кривичните дела ќе следува и кривична одговорност на сите носители на власт. Како член на Советот на Скопје, сигурно сте запознаени за проблемот со реконструкцијата на универзалната сала, поточно со стопирањето на реконструкцијата. Вчера пред универзалната сала се одржа и една театарска представа. Ке сакате ли да ни дадете информации со каков проблем се соочува реконструкцијата, но и вие од градот Скопје како надлежен орган за овој објект? Да, состојбата е зачудувачка. Ние сме секако за изградба на универзалната сала. Тоа е едно ветување кое што го даде и градоначалничката Данела Арсовска, но таа се соочи со невиден притисок од страна на едно здружение кое што се нарекува Независно, а всушност неговиот председател е член на главниот одбор на СДСМ, односно е во најтесното раководство на СДСМ, и овие квази независни здруженија велат дека изградбата треба да продолжи по секоја цена со стариот проект. Архитектите во градот Скопје нашле дека тој стар проект има недостатоци и дека треба да се измени за да биде тоа безбедно, да утре можете да отидете на театарска представа, на концерт и така натаму, а да издржи притисокот 1500 луѓе кои што би биле присутни во салата. Најдено се дека има недостатоци, дека неколку столбови не се изградени, дека самата конструкција не е добра. Ние ќе направиме ревизија на тој проект, ќе видиме дали има одговорност на некој од претходните кои што тој проект дозволиле да се гради, и секако изградбата на универзална сала ќе продолжи. И нешто на што многу се радуваат скопјани, а можам да се пофалам дека го донесовме на последната седница на Советот, е дека ќе се изгради и Луна паркот во Скопје. После 7 години застој, тоа е една пустина која што е направена таму. Сега во наредните 2 години, отпочнувајќи од оваа година, ќе имаме нов Луна парк во Скопје, а сум сигурен дека градоначалничката Арсовска до 24-та ќе заврши и универзалната сала и ние ќе имаме и нов репрезентативен објект во Скопје на кој што со радост ќе ги пречекаме нашите пријатели и нови концерти и нови забави во градот. Одлично. Господине Андоновски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Имајте си убав викенд, чувајте се, пријатно до слушање и до скоро довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам на поканата, имајте убава вечер, убав викенд и на вас и ќе поздравам сите ваши гледачи и слушатели. Уживајте во програмата и голем поздрав до Австралија и до сите што не следат. Ви благодариме уште еднаш и опростете за предолгото задржување на долгото интервју. Нема никаков проблем. Многу ретко ги добиваме, па сакаме да ги опфатиме сите теми кои што не мачат македонците било каде и да сме, било во Македонија или во светот. Секој е добро. Довидување. Задоволство беше моје, поздрав.